мислили дека јас за малку ќе му продадев еден од моите дуќани на тој никаквец. А тој ги украл моите овци. Дали ги најдовте барем овците, Џабар ефенди? Како да ги најдам? Затоа што тие што ги украле и самите не знаат на кого ги продале. И по лицето му се гледаше дека нема човечност. Да, во право си. Хасан, доаѓам. Добар ден, Хасан. Хасан? Ајде. А што му е на детево, бе? И, Џабар ефенди, сега што ќе биде со твојата ситуација? Бога ми, јас не знам што точно ќе се случи. Ако на кадијата му се докаже дека навистина моите овци се украдени, тогаш ќе ми ги вратат парите назад. Кога е судењето, Џабар ефенди? А ми рекоа за неколку дена. Сите чекаме да бидат казнети што ја врзале свињата во џамијата. Мамо, Што? може ли сега да кажам? Што ќе кажеш? Нели ти реков пред малку дека треба нешто да ти кажам? Се сеќаваш? Кажувај де. Ќе кажам. Мустафа ќе му каже на тато. Што ќе му каже Вахиде? Зошто зборуваш како загадка? Кажи што сакаш да кажеш, кажи. Сестрички, зошто ги вртиш зборовите? Ајде, кажувај. Мамо, јас и Мустафа за 3 дена треба да одиме во Истанбул. Да, во Истанбул да одиме. Три дена? Да, а знаеш ли зошто? Фериде не успеа да продолжи дозволата на Мустафа, а веќе деновите му се при крај. А ако не се врати во Истанбул, ќе го уапсат. Зарем веднаш ќе го уапсат? Дедо Хатидже, Хусмен плаче. Еве, доаѓам. Ова го најдов во водата. Мислам дека е ваше. А ти како знаеше дека тоа е наше? Види колку луѓе има овде. Ова е фустанот на Зарифе. Кај да го видам ќе го препознам. Дај ми го тоа, дај. Гюлсум! Господја Атие, добар ден. Добар ден, како си? Да си ми жива, да си ми жива. Немав ништо дома па да испазарам. Добро си сторила. Да. Одамна не сме се виделе. Како е, Али? Фала Богу, и тој е добар, да. Добро, уште ли живеете на таа планина? Семи го малиот, преселете се тука некаде поблиску. Таа куќа е спомен од маш ми Атие. Како да ја оставам? Не можам. Не се плашите таму сами да живеете? Не, воопшто не се плашиме, веќе се научивме. А и од кога веќе слушнав дека и Димитри е мртов, веќе воопшто не се плашам, сестра, воопшто. Да, така е, умре тој нерани мајко. Ти сега дозна? Да, скоро дознав. Оддамна умре тоа еднорако чудовиште. Дај Боже да гори во пеколот. Еднорак ли рече? Да, му е секоја едната рака. Откако ја изгуби едната рака, почна да го викаат еднорак. Ти не знаеше? Ти дали знаеш како умрел тој Димитри? Знам. Војниците го бркале, тој бегал, го бркале, тој трчал, стигнале до една провалија, а тој скокнал, ама не успеале да му го најдат телото. Тоа не успеале. Господе! Гюлсум, каде? Влезете. Генералот Тефик, господинот Али и капетанот Ахмед дојдоа, господине. Нека влезат. Почитувам, Паша. Добре дојдовте. Добре ве најдовме. Во минатиот период имавме некои мали недоразбирања, капетане. Ама сега вашата лојалност и љубов кон татковината се за секаква пофалба, можам да кажам. Ви благодарам, Паша. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Повелете, седнете. Сега да ви ја кажам причината зошто ве поканив.
Кога пред 2 дена генералот ми го донесе тајниот тефтер, јас веднаш испратив Абер до Истанбул. Вчера во раните утрински часови нашиот султан Паша владател имал 45 минути тајан состанок со големиот везир Рифат Паша. И по состанокот донел голема и многу важна одлука. Големиот везир Рифат Паша на многу дискретен начин ги достави дадените наредби точно до нас. Откако ги прочитав тие наредби, се одлучив да ви ги кажам и вам. Нашиот владател се согласува цела оваа операција да остане тајна. Поради тоа, капетане, од овој миг вашиот контакт со армијата е целосно прекинат. Веќе дадов и наредба да ви се подготват документите за новиот идентитет. Ако случајно некогаш бидете откриени, тогаш во никој случај нема да можете да докажете дека сте биле воено лице. Нема да бидете заштитен од страна на законот и нема да имате ниту една привилегија. Разбирам, Паша. Имате слобода да одберете со кого ќе соработувате, ама сигурно знаете дека и за вашата чета, и за вас ќе важат истите закони. Вашиот единствен контакт ќе биде господин Али. Како што ќе кажете? Сигурен сум дека задачата ќе извршите како што доликува на вас, команданте. Не грешете се, Паша. Ке направам се за нашата татковина. Бидете сигурни и воопшто не се сомневајте во мене. Нема ли некое друго решение, сестричка? Нема, дадо. Фериде не успеала, така? Не успеала. Првин Зарифе, а сега пак и Вахиде. Жими Бога, срцето на оваа жена нема да издржи. Тетка Бедија, ситуацијата на Зарифе не е иста со Вахиде. Не е исто, ама е тешко. И двите си јудат. А, татичко? Мустафа зборуваше ли со тебе? Да, зборувавме. Дали Вахиде зборуваше со тебе? Зборуваше. Ајде, одиме. Одиме. Јас сега ќе ги прашам. Се извинувам, Повелете, каде се наоѓа оваа адреса? многу е блиску. Од втората улица ќе свртите лево. Од тука ли да одиме? Да си жив. Дај Боже да нема некој недоразбирање. И така за прв пат Истанбул ќе соработува со Државната унија. Во ваква ситуација овој најдобар избор, генерале. Во право сте. Генерале, многу ви благодарам и останете ми со здравје. Исто и тебе. Господ нека ви е на помош. Ви благодарам, генерале. Капетане, од сега местото за средба ќе биде Охрид. Таму ќе доаѓате. Разбирам, господине. Влези. Кади Ефенди? Еден човек по име Петру сака да ве види. Петрус Ефенди, што бара? Сакал нешто да ви предложи Кади Ефенди. Добро, нека влезе. Добар ден, Кади Ефенди. Ви благодарам што ме примивте на разговор. Како можам да ви помогнам, господине Петрус? Кади Ефенди, ке ви објаснам
Накратко. А дали ова? Изгледа е оваа врата. Ова? Да, ова. Повелете, Добар ден. Јас дојдов за Зарифе. кој сте вие? Јас сум учителот Алекс, Александар Македонски. Бато Алекс. Зарифе? Добра ли си? Што ти се случи? Падна. Навистина ли падна? Не ме остави, ќе ме тепаат. Те тепаат ли? Те тепаат? Не ја тепав, падна. Ти ли го удари девојчето? Не. Кажи ми дали ти ја повреди? Не. Што правиш со девојчето? Пушти ја бе, човеку. Ајде одиме. Остави го девојчето, ќе те пријавам. Остави ја малата. Што сакаш прави гнасна жена? Ќе те пријавам, ти велам. Гнас една. Ти што се замислуваш, господине? Што ако си бил пријател на помошникот на Валијата? Губи се пред да те уапсам. Господине, вие погрешно ме свативте. Ајде, губи се од тука. Петрус Ефенди. Што се случува, Петрус Ефенди? Ништо, нема ништо, командире. Ништо посебно. Пак ли вие дојдовте? Вие ли сте, командире? Кади Ефенди, што се случува? Нема никаков проблем, командире. Петрус Ефенди излезе од тука. Тој си го доби заслуженото. А сега ве молам, дозволете ми, имам многу работа. Секако. Довидување. Види, свеќето ми процвета. Видов. Која е оваа дада? Оваа дада е моја жена. Знаеш ли како се вика таа? Не знам. Се вика Зарифе. Зарифе ли? Исто како тебе. Знаеш ли зошто се вика Зарифе? Затоа што и таа е нежна како тебе. Зарифенце, може еднаш да те бакнам? Може. Дојди. Нема да ме оставите, нели? Никогаш повеќе нема да те оставиме. Господјо Ѓулсум, Али дојди ваму. што се случува, господјо Ѓулсум? Али дојди ваму. Кој си ти? Кој си, те прашувам? Али сум. Лажеш, не си ти, Али. Ти си тој едноракото чудовиште. Ти си убиецот на мажот ми. Ти си убиецот на мажот ми. Грешиш, господјо, јас сум Али. Муслиман сум. Моето име е Али. Ако сакаш, уби ме. Ама јас не сум тој. Дојде ли Рамис? Дојдов. Рамис!
Рамис, кажи, што ќе правиме, Рамис? Треба да се радуваме, Фатма. Ние треба да се радуваме. За и Вахиде да се радува. Добро, така нека биде. Ама Зарифе? Зарами таа немаше право да биде среќна? Зарифе умре, Фатма. Погледни ме во очи уште еднаш и кажи дека е умрена. Ете, стасавме. Зошто дојдовме тука? Дојдевме се позараваме со директорот. Тебе ќе те земеме со нас. Не ме оставете, ме молам. Никогаш повеќе. Нема да те оставиме Зарифенце. Малата Зарифе, голема Зарифе, дедо Бајтар. А? Ама прво треба да му кажеме на директорот дека таа е многу лоша жена. Добро, а? Добро. Се да му кажеш. Добро? Димитри? Каде се задржи овој Хасан? Ајде, деца. Мустафа, Вахиде, ќе ја чуваш ли? Какво е тоа прашање, чичко Рамис? Биди сигурен дека ќе ја чувам. Таа за мене е се. Знам. Ти верувам. Тато, Молам? јадењето е готово. Така ли? Ајде. Види, Вахиде, дојди малку. Сакам да зборувам со тебе. Дојди. Да зборуваме. Ќе одите во Истанбул. И хајде да видиш дали таму и земјата и каменот се од злато. Види, Вахиде, таму имало едно место се викало Сарајбурну. Сарајбурну? Сарајбурну, покрај морето. Одете заедно со Мустафа и видете го морето. Има галеби. Гледајте како летаат галебите. И имало уште едно место, се викало Кизи Кулеси, во средината на морето. Во средината? Да, во средината. Одете секаде, шетајте се, видете ги убавите места, потоа раскажете ми. Ќе ми пишувате, нели? Ќе ти пишуваме, тато. Писмото нека го пишува Мустафа. А ти стави го во пликот, за да дојде мирисот од твоите раци. Зарем сакаш од сега да ме расплачеш, тато? Зошто да плачеш, Кирко? Зарем јас плачам? Види, се смејам. Не, плачеш, тато. Така е. Ти нас многу не усреќи, Вахиде. Се омажи со човек кој што го сакаме и му веруваме. Тоа е една голема среќа за родителите, да си ни жива. Многу те сакам, тато. И јас. Ајде да одиме. Ајде, одиме. Хусмен. Добро, што прават надвор? Зборуваат. Каде си бе Хасан до сега? Да, Хатиџе, каде е Хасан? Не знам, Мустафа, каде е. Дојди. Ние дојдовме да јадеме со мојата Вахиде. Ајде, ќерко, седни. Ќе седнам, тато. Седни.
Не можам долго да останам овде, Патрик. Што ти е планот, Димитри? Сите знаат дека си мртов. Целата банда се растури. Сите дојден се уапсени. Ќе создадам нова банда, Патрик. Потребни ми се нови луѓе. Ми треба оружје и пари ми требаат. Треба да го најдеме Петрус. Тој ќе ти помогне. Петрус ли? Не може. Порано тој ме измами и не му верувам. Воопшто не му верувам. Немаме друго чаре, Димитри. Петрус се плаши од тебе. Сигурно ќе ти помогне. Добро. Тогаш ти ќе одиш да зборуваш со него. И никој да не те види. И не му кажувај каде сум. Добро, Димитри. Имате само 10 минути. Што се случи? Дали зборуваше со кадијата, Петрус? Зборував. И? Намик. Што пишува таму, синко? Во овој гроб лежат Намик или Муневер, така пишува. Леле, кој ни дошол? Кој ни дошол? Кој ни дошол? Кој ни дошол на гости? Мојот намик дошол да ме запроси. Господе, ти благодарам, Господе, мил. На крајот и јас ке се мажам. Ајде, повелете, повелете. Повелете. Ајде, ајде, повелете. Ајде, ајде. Ајде. Дојдете, дојдете. Да ве запознам. Мајка ми, Дуду. Мајка му на мојот пеливан, свекрвата Муневер. Мило ми е. Мајка ми не слуша, глува е родена. Мамо, каква фамилија е ова? Татко ми го знаете веќе, малиот Осман. Го знаеме. Бакни му рака на татко ми. Не може. Бакни, бакни. Не сакаме. Ајде, бре, дете, бакни му ја раката. Ајде. Добро, ајде. Не ми се верува. Што е ова кутија свекрва моја убава? Ти носам тазе локум да се облажиш, ете. За мене ли? Тато, гледаш ли што ми донел мојот пеливан, намик, леле, тато? Заборави го кадијата Никола. Ме избрка. Малку фалеше и да ме уапси. Проклетство. Ке ме извадиш од тука, Петрус? Дали ме разбираш ти? Ке ме извадиш? Што правите таму? Ништо, војнику, ништо не правиме, си разговараме. Ви истекува времето, побрзајте. Добро, добро, знаеме. Тогаш, најди некого што ќе го убие Пасков, да го нема Пасков, ме разбираш? За да не може на судот да сведочи против мене. Ако Пасков умре, тогаш целата оваа работа ќе потоне во вода. Ама ако успее да преживее и ако каже се што знае, тогаш на сите црно ни се пишува. На сите Петрус Ефенди. Оти најди некого. Веднаш да го убие Пасков. Ме разбрали ти мене? Мамо, колку мирна е куќава, нели, мамо? Да, многу мирна. Кафињата се готови. Не тоа. Земи го другото. Зошто? Јас ова го сакам. Земи го другото, реков. Зошто? Затоа што твоето кафе е солено. Солено ли? Да, таков е адетот. Зето треба да пие солено кафе. Не сакам без солено кафе, зошто да пијам солено, не сакам. Ке пијам. Да си жива, Керко. На здравје, свекрва моја.
Сега веќе знаете зошто сме ние овде дојдени. Знаеме. Вашата керка невресте, со Божји благослов, присилно мораме да ја побараме за мојот син Намик. Не ја сакаме. Ја сакаме. Не ја сакаме, бе. Ја сакаме. Сакате да кажете ја сакаме и тоа многу. Не сакам, ќе кажам дека не те сакаме. Сакаме. Абе, не те сакам. И да умрам не те сакам, и да останам без жена не те сакам, и да си последната жена на светот не те сакам. Ој! Тато! Господине Мал Осман. Тато! Паднал, бе. Мамо, да не претеравме, како ќе носам толкав чејс? Ке го натовариме ќамуш и ќе те однесеме до возот, добро? Има право мајка ти. Во право. Деда Фатма, колку е убава чипката на марамава. Навистина е многу убава да видам. Од мајка ми остана спомен. Преубава е. Нели е убава? Убава е, нели? Ајде. Сакате ли да ви раскажем една приказна, деца? Сакаме! Бато Мустафа, не кажувај приказни, туку раскажи ни за војната. Не, раскажи приказна. Раскажи за војната. Приказна. Војната е многу лоша работа, деца. Јас, ќе ви раскажем една приказна. Многу одамна си бил еден многу интересен човек. За 2 дена ќе има судење Чичко Рамис. И вие ќе треба да бидете како сведок. Јас не доаѓам на Чичо кај Макамот. Подобро да не доаѓам. Не грижи се Чичко Рамис. Знаете дека не се тука. Само Чичко Ацо ќе дојде. Нешто да те прашам. Дали ги најде овците на Џабар Ефенди? Не ги најдовме. Кројачот Никола негираше се. Хатиџе? Татичко, Е? многу сум загрижена, Хасан се уште го нема. Каде е ова дете? Каде остана? Јас ќе одам до дома да проверам. Чекај, и јас ќе дојдам. Чекај. Ајде, кај Макаму на Чичо, ајде, одиме. И мене ќе ми изгори. Уништен сум. Колку да најдам? Морам да најдам некој да го убие Пасков. Тебе тука ли те боли, бе? Тргни ја раката, Намик. Татко ми поради тебе падна. Ајде да си одиме, Намик. Но не треба така, не му ја мрдете ногата. Не сакаме. Јас ќе одам да најдам некоја Не даска. сакаме. Не. Треба јаже да најдеме за таван. Мајка ми вели да си одиш. Ногата ќе му ја врзи, бе, да му виси, бе. Мајка ми вели оди. Ајде да одиме, Намик. Прости ми, бе. Татичко. Господине, како прво ви благодарам што прифативте да имаме средба со вас, иако пред малку се вративме од долг пат. Нема зошто. Ве слушам, господине Музафер. Господине, вие сте веќе запознаени со оваа тема и порано ви се обративме само вам. Со ваша дозвола пред некое време успеавме да го испратиме Мустафа во Македонија. Така е. Ние сакаме да ве замолиме, да ни дозволите Мустафа да остане уште извесен период во Македонија. Свесен сум дека со ова ве ставаме во непријатна ситуација, ама ако ни дозволите Мустафа да остане во Македонија, ќе ни биде многу од корист. Јас тоа не го дозволувам. Минатиот пат тоа го сторив поради вашиот татко. И не заборавајте дека зборувавме за човек
кој што неодамна многу му сгреши на нашиот султан. Состојбата е многу тешка. Знаејќи ја целата работа, јас минатиот пат направив погрешен чекор и сторив нешто што не смеев. Дозволив Мустафа да оди во Македонија. Затоа веќе не може ништо да се стори. Не може. Ве молам. Како што знаете, дојдов од долг пат. Уморен сум. И веќе е доцна. Треба да се одморам. Добра ноќ. Пријатна ноќ, господине. Пријатна вечер. Ви благодарам, почитуван паша. Нема зошто. Тоа го сторив поради вашиот татко. Секако, паша, секако. Хасан! Хасан, отвори ја вратата! Застани, татичко, јас ќе отворам вратата. Хасан! Нема? Ајде. Катиче, каде е овој Хасан? Каде е Хасан? Не знам, тато, што ако се случило нешто лошо? Не плаши се, сигурно е отиден кај нас дома. Мора да е таму. Дај Боже. Ајде. Петрус Ефенди? Патрик, Јас сум Петрус Ефенди. Не плаши се. кажувај што бараш ти тука. Треба да разговараме. Си мислам, не ми текнува каде би можело да биде ова дете. Каде е бе, Фатма? Од каде да знам? Сега јас почнав да се грижам. Каде би можел Хасан да Не биде? проверивме само во дуќанот. До ова време. Во Дуќан. Не ми се верува. Дуќанот. А дали ви текнува нешто друго? Каде би можел да биде? Не ми текнува. Тебе дадо ти текнува ли? Ајде, одиме во дуќанот. Ајде, доди. Чекајте, како да ги оставиме девојчинцата сами дома? Тогаш јас ќе останам. Барем ќе го чекам и брат ми дома. Добро велиш. Ајде да одиме. Ајде да одиме. Вие побрзајте. Димитри е жив. Ми рекоа дека е мртов. Војниците го бркале Димитри се до провалијата. Тој немал каде да оди. Тој морал да скокне провалијата за да се спаси. За среќа долу имало река. Се повредил, ама се спасил. Сега сака да му помогнеш. Сака да формира нова група. Пат ќе ограбува, сака оружје, сака пари. Тој сакаше да му убие, а сега бара помош од мене. Тој рече дека било некој недоразбирање. Ти се извинува, Петрус Ефенди. Веќе не можеме ништо да направиме. Во право си, бато Музафер. Што да правиме? Најпаметно е веднаш да му јавиме со телеграма на Мустафа. Да, тоа е најдобро. Ако сакаш утре рано јас да дојдам заедно со тебе да одиме. Не, благодарам, бато Музафер. Нема потреба. Те измачивме во последно време. Заедно со Ѓулмисар ќе ја завршам работата. Долго време воопшто не излегував да шетам низ градот. Добро ќе ми дојде. Штом брат ми се враќа во Истанбул, тоа значи дека и свадбата ќе биде тука. Барем да купам нешто за Вахиде. Тогаш пријатна ноќ. Добра ноќ. Тука е Хасан. Хасан е тука. Леле, Хасан. Хасан, сите од паметни извади умревме од страв. Што бараш тука? Што правиш тука во ова време толку досна? Хасан, што правиш, сите полудевме, што правеше? А колку е часот? Полноќ е, Хасан. О, зар има толку? Што правеше до сега тука? Тоа те прашуваме, кажувај. Што... Јас не сакам Вахиде да си оди Истанбул без невестински фустан. Затоа и сушив еден скромен невестински фустан како подарок од мене, кројачот Хасан.
се допадна? Какво е тоа прашање? Многу ми се допадна да си жив. Господја Фериде сака да ме види господин Муарем. Муарем ли? Слаб, многу љубезен господин. Знам. Нека влезе. Повелете. Добре дојдовте, господине Муарем. Знам, дојдов ненајавен. Не е никаков проблем. Благодарам. Утрово имав една работа во близина. Потоа ми текна дека би можел да ве посетам, нели? Се двоумев, ама знаев дека сте гостопримлива. Колку што сте убава. Се надевам дека не дојдов во незгодно време, нели господица? Всушност, ние бевме пред излегување. Треба да одиме до поштата да му испратиме телеграма на брат ми. Се извинувам. Нема Сепак зошто. требаше да ве известам. Пред да решам да дојдам, се извинувам. Нема проблем. А што му одите да испратите телеграма, тоа значи дека успеавте да добиете дозвола за вашиот брат. За жал не успеав. Затоа му праќам телеграма. Жал ми е. Господице Фериде, не би сакал погрешно да ме сватите, ама можам да ви помогнам во врска со дозволата за вашиот брат. Не верувам дека е можно такво нешто, господине Муарем. Ние пробавме се, но за жал веќе воопшто нема шанси да ја добие таа дозвола. Затоа не мачите се, ви благодарам. Ве молам, дайте ми неколку часа само. Ако јас не успеам, тоа значи нема што да изгубите, нели? Ама ако успеам да ја земам дозволата, тогаш го заслужувам вашето пријателство.
Ајде, добар ден, Рамиз ефенди. Добар ден, пријателе. Каде сте трнале? Вахиде и Мустафа ќе патуваат за Истанбул. Со воз. Дојди. Да одиме, ајде, дојди. Ајде, Вахиде. Ајде. Вахиде! Зариф. Додо. Зарифе, јас одам за Истанбул, таму ќе се мажам со Мустафа. Господ нека те благослови. И вас. Вахиде! Вахиде, ти велам, одиме! Одиме! Вахиде! Мустафа! 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 Многу се плашев дека нема да стасам. Што е, Мустафа? Дозволата. Дозволата ми е продолжена. Што се случило? Дозволата, Вахиде. Ќе можам да останам. Заре можно? Која продолжиле дозволата? Каква среќа! Дозволата. Слушна ли, Фатма? Ќабуш, бе! Многу се израдував. Не мрдете! Добро утро, татичко. Добро утро, Пембе! Добро утро, татичко. Добро утро, Емине! Добро утро, Фатма! Добро утро. Каде е Вахиде? Каде е Мустафа? Зошто ги нема? Да ми речат добро утро, а? Отидоа да испратат телеграма. Зошто? Сакаат да ја известат Фериде за свадбата. А, да. Така е, така. Така е. Пишете, ве молам. Мила моја сестро Ферида. Ја добивме веста за мојата дозвола. Сите сме многу среќни. Ако даде Господ, и свадбата ќе биде за една недела. За најкусо време и тебе те очекуваме овде во Песочан. Твојот брат Мустафа. Тоа е се. Запиша ли? Да, господине. Ке стаса до тамо, нели, Мустафа? Ќе стаса, Вахида. Ќе стаса. Намик, послушај ме како што се договоривме дома, така ќе зборуваш. Ме слушаш ли? Треба да им се извиниш. Мамо, јас не сакав малиот Осман да падне да се скрши ногата. Знам, бе, дете, знам. Ајде сега со Господ напред, влези внатре. Ајде, влегуве. Добар ден. Ние дојдовме со намикчето во посета. Така ли?
Воопшто не ви требало да дојдете. Зошто? Мамо? Слушна ли? Татко ви прозборе. Што вели? Јас не зборувам повеќе со тебе, намик, да си одиш. Се извинувам. Воопшто не сакав чичко малиот Осман да падне и да се скрши ногата. Не сакам да ти зборувам, ниту пак да те видам повеќе во животов. Ние ви носиме пита, еве нека ви е со помин. Господ нека му помогне на татко ти, Керко. Дај Боже што побрго да оздрави. Ајде, дете, одиме. Ајде. Ајде, Керкички, вечер ќе се видиме. Лесна работа, татичко. Лесна работа, татичко. Рамис, Молам. одиш ли? Не одам, се враќам. И млекото го продадов, заврши, Господи Боже. Рамис, сакам нешто да ти кажам. Кажи. Ние како ќе ја направиме оваа свадба? Еве овде во дворов ќе биде. Ќе го украсиме дворот со фенери и со... Затоа не те прашувам, бе човеку. Зарем не треба претходно да направиме моминска вечер? Така е, првин моминска вечер, потоа свадба. И моминска вечер и свадба. Тогаш ни требаат пари. Да, ни требаат. Имаме ли? Немаме. Од каде ќе најдеме? Ќе најдеме. Рамис! Фатма, кажи ми што имаш да ми кажеш, ме чу, и тоа одеднаш се да ми кажеш. Се одеднаш ќе ти кажам. Каде ќе живеат Мустафа и Вахиде, а? Господи Боже, каде ќе живеат? Во оваа куќа ќе живеат. Горе имаме празна соба, таму ќе си живеат. Види го. Добро е. Како добро е, Рамис Ефенди? Не е добро. Зарем Мустафа ќе прифати да биде домазет? Нема да прифати. Нема да прифати. Тоа што ќе правиме? Тоа те прашувам. Ке треба да им најдеме куќа за Вахиде и Мустафа. Да, имаш право. Треба да се најде. Ми текна. Куќата на Камбер Ефенди, тој е син на покојниот Рамазан Ефенди. Таа куќа е празна. Навистина? Ќе одам да зборувам со Камбер Ефенди. Да дојдам и јас? Ајде, дојди. Да дојдам, да ја видам куќата. Девојченца, јас треба да одам со таткови. Да не сте се оддалечили од куќата, добро? Разбравте? Добро, мамо. Браво за моите киркички. Ајде, бакнете ме. Ајде. Ајде, одиме. Ајде, одиме. Мамо! Ту, да се вратиш додека си исуши. Добро. Алекс? Добро утро. Што правиш ти тука? Тебе те гледам. Ме гледаш мене? Многу си убава. Ваква кога и очите и лицето ми се отечени. Како ангел се ти. Ангел. Се разбудивте ли? Дојди да те видам, мало ангелче. Дојди. Опа. Од сега па натаму. Ти биди малото ангелче, добро? А? Зошто толку брзаш, Хасан? Воопшто не јадеше? Ќе умрам од љубопитност, катиче. Премногу сакам да знам што ќе излезе од таа кутија.
Уште ли зборуваш за таа кутија? Цела ног зборуваше. Таква една кутија е тоа, Хатиџа. Само да видиш, притискаш на копче и пуф, однатре моја, твоја, на Хусме, на Таторамис, на Мама Фатма, Диловер, Меерем, на дечињата Хаџи, Влечко, Мрсулку, на Мустафа, на Вахиде, на сите им излегуваат слики. Ти зошто воопшто не си љубопитна, Хатиџе? Ова е второто чудо на векот. Ама ти ни волку не си љубопитна. Како го нарекува? Фотографија го нарекуваат. Ти откаде знаеш? Ми кажа тој, заборавив како се викаше, оној човекон што одиш често кај него. Манаки, јас одам кај него. Ајде. Ајде до гледање, Хасанча. Ајде, Хатиџе, денес порано ќе се вратам. Многу порано ќе се вратам. Добро утро, татко Рамис. Хасан, добро утро. Добро утро, татичко. Добро утро, ќерко. За Арно доаѓате? За Арно, за убаво? За убаво. Одиме да видиме куќа за Вахиде и Мустафа. Ама Хасан, Хатиџе, во никој случај да не им кажете. Прво да ја средиме, после ќе им кажеме, да ги изненадиме. Колку убаво ти текнало, татко Рамис. Хатиџе, никому не кажувај. Добро. Бато Хасан, имаме многу работа, ајде да одиме. Што се случи? Каде одите? Каде вака? Ќе одиме да видиме што ќе излезе од кутијата за слики, мамо Фатма. Толку сум многу возбуден, толку многу. Аман бе, Хасан, како е можно такво нешто? Хајде, бркајте работа. Не прашуве, мамо, до утре возборуваше за тоа. Не остави да спиеме цела ноќ. Ке ве измамат, синко, ке ве измамат. Не постои такво нешто, нема. Нема да не измамат, бе. Бато Хасан, ајде да одиме за доточиме. И тебе толку ти работи главата, мамо Фатма. Каква мајка, таква ќерка. Тоа? Не, вака е. Каква мајка, таква ќерка. Ајде, дојди мој најверен другару. Ајде. Рамис. Молам. Зарем две половинки не прават една целина? Така е, така. Зошто тогаш овие двајца со половина ум не прават цел ум? Тоа не можам да го сватам. Ке ваделе наши слики. Зарем е можно такво нешто? Остави ги, бе. Фатма, и јас сакам да одам да видам. И ти ке бидеш со половина ум? Нема да бидам. Затоа што треба да одиме кај Камбер Ефенди за куќата. Ајде, оди. Ајде со здравје. Што ме гледаш така? Што правиш, бе? Аме сите не гледаат. Сите не гледаат. Нека гледаат. Зар нема да ми биде жена? А ќе ти видам, дај Боже. Ајде, да одиме. Каде одиме? Ќе бараме куќа за нас. Куќа? Зошто? Како зошто? Кога ќе се венчаме, каде ќе живееме? За тоа велиш? Ама ќе бараме во градот. И да биде на 2 ката. На долниот кат ќе отвориме ординација. Да, многу добро би било. Зарем ние сакаме да живееме во градот? Не можеме? Може, зошто да не, ама татко ми сака да останеме во селото. Јас ќе зборувам со Чичко Рамис. Ти не грижи се. Ајде да одиме кај Џабар Ефенди. Тој сигурно знае некоја куќа. Добро тогаш. Уште не се пристигнати и ние не ги чекаме. И јас не ги чекам. Тогаш ти чекај овде, јас ќе одам во дуќанот. Кога ќе дојдат, повикај ме. Добро. Сите нив ги чекаме. Ајде. Кажи ми сега, кој е тоа мало девојче? Тоа девојче било од Скадар, од некое сиропиталиште. Алекс го земел девојчето и потоа ја посвоил. Ја посвоил, така ли? И после ова ќе живееле сите заедно. А тие ќе платат, зошто не сакаш да им продаваш, бе? Јас не сакам пари од тие што менуваат верата. Дали ми го донесе тоа што го побарав? Да, донесам. А пари? Се е во торбата. Убаво.
Овие се за тебе. Што е ова? Фустанот што ти се допадна и една нокница што ти се бендица и за малата има некои работи. Ти ги купив сите тие работи што ти се допадна од чаршијата. Зарифе? Намик? Да си ги носиш со здравје. Да си жив и здрав. Што се овие? Намик не ги донесе, Алекс. Намик? 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 Молам. Почекај. Земи го ова. Не можам. Реков земи. Не можам ти реков. Никола, се направивме како што сакаше. Не сакам грешки, Петрус Ефенди. Ако твојот човек направи некоја грешка, јас тоа ќе го платам со мојот живот. Ти го бараш ова, Никола Ефенди. Немам друго чаре, Петрус. Кажи му на твојот човек нека биде внимателен.